Забава, дружење, кампинг и екологија. По трет пат во Крани се одржа Кампфест Преспа 2026, чија цел е презентирање на убавините и можностите на овој крај, но и подигнување на еколошката свест кај граѓаните. Организатори на настанот беа Еко Герила Преспа со поддршка на Институтот за комуникацијски студии во рамки на кампањата Преспа разбуди се за чиста средина. Од година во година може да се пофалиме дека имаме се поголем интерес и од луѓе кои што се надвор од регионот, да кампуваат, да ја почувствуваат природата, убавините, потенцијалот на Преспа и точно тоа беше целта и на младите. Јас сум тука 4-5 месеци, цело лето скоро сум, пензионер сум, така со сопругата тука сме цело лето. Има доста народ, доста посетеност сега моментално. Оваа година не се памте уште пред 45 години вака да е било, добро. Плажата Сончев брег во автокампот Крани се врати како во своите најдобри времиња, од пред 4 до 5 децении, а турист имаше од цела Македонија, кои преку кампањата дознаа за ова уникатно викенд искуство. Имаше се што може да се доживее на еден екокамп. Првиот ден помине во забава со диџеј, која што траеше до доцните вечерни часови. Додека другиот ден, камперите ги разбудија звуците на групата музички ентузијасти кои приредија мала музичка програма. Јас не сакам големи богатства, ниту сакам царски палати, јас и сакам сломена колиба. Учесниците прво се вклучија во екоакцијата на плажата, а потоа имаа можност да го погледнат и документарниот филм Природно од Преспа. Како и секоја година, и ова лето викенд акцијата не помина без волонтерите кои што се или од Еко Герила или од локалното население. Преку овој камп можеме да ја промовираме Преспа како туристичка дестинација, каде што младите волонтери можат да се вклучат во активностите на овој Кампфест, и тоа е со цел да го подобриме туризмот во Преспа. Овој камп е прекрасно искуство за сите волонтери од Преспа, но и од сите страни на Македонија, бидејќи во овој камп учествуваат многу голем број на посетители и се докажува колкав е бројот на посетители во Преспа. Убавините на Преспа може да се доживеат и на поинаков начин, возејќи електрични велосипеди на релација Крани-Претор од околу 8 километри во еден правец, која беше отворена за сите, и за големи и за мали. Велотурата беше дел од проектот Преспа со велосипед во рамки на програмата ЕУ за Преспа, поддржана од делегацијата на Европската Унија и спроведувана од програмата за развој на Обединетите нации. Треба да се искористат природните убавини што ги има како езерото, така и планината. Треба да се збогатат содржините што ќе ги привлечат луѓето да доаѓаат тука. Ние сме активни планинари и со езерото уживаме во секој случај. Доаѓаме скоро секоја година во Преспа. Секоја година скоро носиме велосипеди со нас и одиме по патеката што е од Крани до Претор и назад. Ево и со најмалиот член исто така секоја година и барем секој втор, трет ден ја возиме патеката. Изминатиот ден имаше тура која беше за прв пат инклузивна и се промовира велосипеди кои се за лица со попреченост и навистина сакаме Преспа да биде достапна за сите и никој да не биде изоставен. Она што следува во однос на велосипедизмот за Преспа е дека во наредните месеци ќе трасираме и ќе реконструираме 100 км, над 100 км велосипедски патеки кои ќе почнуваат од Коњско до Долнодупен и кружно низ цела Преспа. На крајот, како што прилега, секој си остава како и што нашол. Сите зад себе си го собраа отпадот и ја оставија плажата и Преспа чиста за да може било кој да ужива и следниот пат кога ќе ја посети.